Добро вечер во вториот дневник за денес. Следува најавата за дел од денешните настани. Рударите од Добрево се надеваат на брза стечајна постапка која ќе резултира со нов инвеститор. Исти се очекувањата и на градоначалникот на Пробиштип. Се уште не се знае причината за загадување на брегалница кај Штип. Замените примероци од загадената црвена вода не се доволни за лоцирање на виновникот. Пробиштипјани на втората форумска сесија за општинскиот буџет приоритет даваат на решавање на најголемите инфраструктурни проблеми, но и за мерење на загаденоста на воздухот. Сообраќајна незгода се случи попладнева околу 17 часот на магистралниот пат Штип-Кочани. Според информациите кои ги дозна Канал Плюс, се работи за судир на 3 автомобили со кочански, беровски и винички регистарски таблици, во кои повредени се 7 лица, но за среќа се надвор од животна опасност. Четворица од повредените се пренесили во клиниката во Штип, додека останатите во болница во Кочани. Поради сообраќајната незгода, магистралниот пат Кочани-Штип е целосно во прекин, а автомобилите кои се движат на овој патен правец се заглавени повеќе од 2 часа. Надлежните се на увид на настанот. За да им се помогне на компаниите кои имаат неплатени социјални придонеси за вработените, владата на Република Македонија на почетокот на годината донесе мерка која им овозможува на должниците плаќање на главниот долг на најмногу 36 рати и ослободување од каматата. Заинтересираните компании отпис на каматата може да бараат до крајот на годината. До сега има аплицирано околу 150 субјекти за вкупен долг од околу 150 милиони денари. Сите заинтересирани компании, сите заинтересирани субјекти кои што имаат неплатени социјални придонеси и долг по овој основ во Фондот за пензиско инвалидско осигурување, во Фондот за здравствено осигурување или пак во управата за јавни приходи за придонесите после 2008 година можат да аплицираат до крајот на годината, склучат спогодба со овие институции да го платат само главниот долг на ратија, да бидат ослободени од каматата. Ќе поттикнувам сите да искористат оваа можност и значително да им се олесни работењето со оглед и на значајниот процент кој што им се отпишува по основ на неплатен долг, односно отписот на камата. Злетовските рудари ќе останат дома уште најмалку 1 месец. Се чека старт на стечајната постапка. Августовската плата се уште не е исплатена, заради што од 1 октомври прогласен е генерален штрајк. Градоначалникот на Пробиштип и синдикатот се оптимисти дека со стечајот ќе се најде нов инвеститор и дека работите ќе кренат на подобро. Се уште е неизвестна состојбата на вработените во рудникот за олово и цинк Злетово. Работата во рудниците е прекината од 24 септември, а од 1 октомври вработените се во генерален штрајк. Августовската плата ја нема, помина времето и за септемвриската. На 9 овој месец скопската фирма Автотехма до основниот суд во Штип поднесе предлог за отворање стечај врз Индуминерали и Метали Пробиштип. Судот тогаш констатира дека предлогот не е уреден и го врати на предлагачот за да го уреди во законски рок од 8 дена, што тој и го сторил. Градоначалникот на Пробиштип за Канал Плюс изјави дека состојбата е се уште загрижувачка за општината и дека се уште се бара нов инвеститор кој што ќе работи сериозно и ќе обезбеди подобри услови за работа. Рудникот Злетово, односно компанијата Индуминерали и Метали, неколку денови, односно неколку недели поред не работи. Рударите се во официјален штрајк, меѓутоа состојбата во рудникот е навистина загрижувачка за нас како општина, за мене како градоначалник, бидејќи Пробиштип е рударско градче, најголема компанија која што работи во нашата општина е рудникот, има околу 500 луѓе кои што директно работат, меѓутоа индиректно се чувствува на целата локална економија и се надевам дека многу брзо ќе се најде решение, односно
ќе најдеме нов инвеститор кој што навистина ќе работи и многу посериозно, ќе ги подобрува условите за работа, ќе ги изголемува платите на вработените, ќе го зголемува производството, со тоа ќе дава еден поголем придонес во локалниот развој. Инаку обврските кои ги има концесионерот за плаќање на придонеси повеќе од една година се неплатени и кон општината и кон државата. Како што изјави градоначалникот Тони Тоневски, рудникот е една од најголемите фирми во Пробиштип со најголем број на вработени и со најголеми плати, а моменталната ситуација придонесува за сериозно нарушување во целиот локален економски развој на општината. Комбајните во Кочанско останаа заглавени на оризовите полиња. Обилните врнежи ја стопираа жетвата на оризот. Драстично намалување на температурите ќе направи дополнителен проблем на земјоделците. Последните обилни врнежи уште повеќе скомплицираа жетвата на оризовата култура и им го загорчија животот на земјоделците. Комбајните буквално заглавија со полните со вода и кал ниви, па сега сите чекаат што ќе кажат синоптичарите и какво време ќе донесе утрешниот ден. Дождливата есен од време на време им дава шанса да жнеат само комбајните кои се движат на глесеничари, бидејќи гомашите често заглавуваат во калта. Кога на сите маки на земјоделците ќе се надодадат полегнатите посеби и поскапата жетва за единица површина, тогаш разбирлива е загриженоста како ќе заврши оваа производствена година, односно кој што ќе спечели и што ќе загуби. Во Ризарско денеска беше пусто, како половина поле да не стои за жетва. Дури еден комбајн беше оставен на дождот, заглавен во калта. Комбајнот позади нас е само слика дека жетвата последниве 2-3 дена е застаната поради обилните врнежи од дожд. Земјоделците се надеваат дека за време на викендов ќе се подобри времето и ќе продолжи жетвата на оризот. Најавите на метеоролозите дека се очекува драстично намалување на температурите ги сплаши земјоделците да не им се повтори 1987 година, кога дел од неожнеаните ниви ги покри снежна покривка, па класието се вадеше од под снегот. Есенва не се задоволни ниту земјоделците кои веќе го собраа родот, бидејќи арпата е со преголема влажност, па се принудени да чекаат сончево време, да ја исушат и да ја складираат. Трговците мудро го одложуваат откупот со образложение дека им треба сува и квалитетна арпа или бел рис, за кој вети е откупна цена од 50 денари за килограм. Како и да е есенва, оризопроизводителите ги очекува тешка и неизвестна есен, во која ќе стравуваат до самиот крај, дали ќе успеат да го соберат и продадат производството во кое имаат вложено големи средства. Јавноста се уште не го знае виновникот за загадувањето на водите на река Брегалница во Штип, кое се случи пред околу 20 на дена. Од еколошкиот државен инспекторат велат дека се уште се анализираат тогаш земените мостри од загадената вода, а за прецизно лоцирање на виновникот ќе се зема дополнителни примероци. 20 на дена откако низ Брегалница потече црвена вода, се уште нема информации за тоа кој е сторителот на еколошкиот дисбаланс во река Брегалница. Повторно се обидовме да добиеме некаква информација од државниот еколошки инспектор Владимир Черкезов, кој веднаш по хаваријата ни рече дека се земени мостри од водите на Брегалница во незиниот тек од индустријската зона па до излезот од градот и дека истите се испратени во референтна лабораторија во Скопје на анализирање. Черкезов тогаш истакна дека резултати се очекуваат за 7 до 10 дена. Една недела подоцна Черкезов изјави дека не знае дали се завршени анализите и дека е на годишен одмор. До денес тој се уште е на годишен одмор. Минатата среда при телефонски разговор со општинскиот еколошки инспектор Сенка Андреева дознавме само дека има премногу работа и дека не може да даде никаква изјава на нашите многубројни прашања. Ја оставивме да работи и токму затоа се обративме до Министерството за заштита на животната средина. Неупатија до државниот инспекторат, од каде конечно добивме одговор дека лабораториски резултати од мострите се уште нема. Според информациите кои Канал Плюс ги доби од надлежен во Инспекторатот за животна средина, анализите на добиените мостри биле во фаза на изготвување, но не биле завршени. Мострите биле земени во близина на 4 субјекти кои вршат стопанска дејност во комплексот Македонка, кои во текот на производствениот процес вршеле бојње на производите во тој период, ама не биле доволни да се направи целосна анализа од каде точно потече црвената боја. Она што е неопходно е повторно земење мостри и тоа од шахтите кои се наоѓаат во непосредна близина на 4 субјекти кои вршат стопанска дејност во комплексот Македонка, кој нашиот извор не сакаше да ги именува. Тој истакна дека долгиот временски период по хаваријата во река Брегалница не пречи да се добијат адекватни резултати. Доколку временските услови го дозволуваат тоа, новите мостри би требало да се земат во текот на наредната недела.
Откако истите ќе бидат анализирани, ќе се знае точно кои обои во црвено река Брегалница, пошто ќе се преземат сите мерки согласно Законот за заштита на животната средина. Со бекатон плочки ќе се гради улицата Питу Гули во Пехчево. Новата улица е со должина од 300 метри и широчина 3 метри. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Пехчево. Со буџет од 1 милион денари во Пехчево се гради улицата Питу Гули, улица на која по изведувањето на земјените работи ќе се вградуваат бекатон плочки во должина од 300 метри и со широчина од 3 метри. Па тоа се улици кои што ги ветуваме низ малски улици низ граѓаните, значи такви планираме во Пехчево да направиме 3 во овој период. По изградбата на новата улица, општината Пехчево најавува продолжување со предвидената динамика на работа во насока на подобрување на состојбата на постојните улици, како и изградба на нови улици на нејзина територија. 8 проекти ни се во постапка на тендери, 4 се во изработка, значи на езерцето што го спомнуваме повеќе време, улицата се гради, се прави канализацијата во село Чифлик. После тоа се префрлуваме на доизградба на градскиот паркинг и после одиме со други активности. Таа екипа значи продолжува на пристапните патишта до село Панчарево и село Умлена. Инаку средствата за изградбата на улицата Питу Гули се обезбедени од буџетот на општина Пехчево во рамки на годишната програма за работа на градоначалникот Игор Поповски за 2015 година. Денес во Пробиштип се одржа втората форумска сесија во која граѓаните го креира општинскиот буџет за наредната година. Акцентот го ставија на изградба и асфалтирање на улици и тротоари, а се предлага и поставување мерна станица за загаденоста на воздухот. Заврши и втората форумска сесија во Пробиштип. Целта на самата сесија беше на граѓаните да им се презентираат приходите на општина Пробиштип за буџетот за 2015, односно да им се доближи начинот на работењето и плановите на општината за следната година. И граѓаните има можност да видат дека буџетот де факто не е нешто што е запишано, да речем, во камен, меѓутоа нешто што може да трпи промена. Тоа е еден план за прибирање на приходи и расходна страна. Бидејќи денеска се разговараше за приходите, граѓаните беа повикани да дадат своји предлози до општината како таа во иднина може би согласно нивните предлози ќе може да ги зголеми своите приходи. Граѓаните размислуваа, дискутираа во рамки на работните маси, беа конструктивни и да дадоа навистина интересни предлози до општината како да се зголемат приходите во иднина. Сега останува на општината заедно со формираната работна група да ги анализира приходите и да им даде повратна информација на граѓаните. Граѓаните со повеќе предлози на втората сесија, кои се однесуваа на одредени надоместоци за градежно земјиште. Втората форумска сесија донесе и предлог за поставување апарат кој ќе го покажува евентуалното загадување на воздухот во Пробиштип. Доаѓам јас од работната група за лери за животна средина. Нашата работна маса или нашата работна група ги даде следните предлози за да се постават мерни инструменти за мерење на квалитетот на воздухот во градот, исто така за деконтаминација на одредени земјоделски површини кои што влегуваат во скоп на општина Пробиштип, исто така уште два предлози кои што влегуваат во делот на животната средина, како чистење на некои речни корита и значи во тој дел на животната средина. Па ние учествувавме на првата форумска сесија, сега доаѓаме и за втората, бидејќи имавме предлог од нашата група. Преопределена сум за руралниот развој, конкретно темата е за одржување и одржување на веќе постоечките реализирани проекти до сега што се биле, конкретно беше за во селото Лесново. Таму имаме еден проект пред неколку години направено. Сега има некои објекти како вециња, патеки, нешто се руинира, не се одржува. Што е во надлежност на општината, со што е можно да се аплицира, со цел да се зголемат приходите на буџетот во наредните години. Тоа останува да се утврди во наредната трета форумска сесија. Синоќа Велешкиот вечерва гостува Битолскиот театар. Тројцата фудбалски суди од представата Спанак со пржени компири изнудија голем аплауз од виничката публика.
Успехот и неуспехот се црно-белата комбинација од нашето секојдневие наречено живот и се пропратен елемент на работа дома во семејството со колегите, со пријателите. Така е и со тројцата фудбалски судии кои судат на еден надпревар и кои комплетно се надополнуваат или разидуваат токму во областа која ги спојува спортот. Сите сплетки, интриги, местенки кои се случуваат пред и после судењето на еден надпревар се преточени во приказната спанак со пражени компири, современа комедија со одредени мелодрамски моменти, која синоќа имаше можност да ја види и виничката публика во рамките на фестивалот In Vinica Veritas. Тројцата фудбалски судии во представата кои изнудија голем аплауз на биска и присутната публика се младите актери на велешкиот театар Фаик Мефаиловски и Жарко Спасовски и како гостин познатиот актер на Штипскиот народен театар Владимир Тулиев. Еден социјален текст кој што може да се слободно се каже дека е еден современ текст кој што ги обработува темите на љубовта, па и парите, материјалното, нели? Меѓутоа и за едни пропаднати луѓе кои што се случуваат во 21-виот век, кои што ги имаме и во нашето општество секојдневно на распаѓање на семејства и на слични работи. Текстот е напишан од еден унгарски писател кој што многу наликува во написот на Душан Ковачевиќ, на неговите текстови кои што се многу познати во Србија, особено и во Македонија се доста играни. И така да веќе ова, не знам кое гостување, ние скоро малтане во сите градови во Македонија сме биле. Сега сигурно има да останато некои, меѓутоа во поголем дел каде што нема професионални театри, така да представата веќе, како да речем, го доживува својот врв. Представата е работена според текст на унгарскиот драмски автор Золта Егреши, а во режија на младиот режисер Ненад Витанов. Фестивалскиот репертоар продолжува и вечерва со представата Без паника на Народниот театар од Битола. Минатиот месец во Ирак се потврдени 1600 случаи на заболување од колера, додека хуманитарната ситуација во земјата се влошува и на повеќе од 8,6 милиони лица им е потребна помош, соопшти Обединетите нации. Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарните прашања наведува дека главна причина за епидемијата на колера се расипаните водоводни системи и недоволното количество хлор за прочистување на водата. Последната епидемија на колера во Ирак била во 2012 година. Стотици тела на борци од џихадистичката група Исламска држава се откриени во масовни гробници во ирачкиот град Баиџи, соопштија безбедносните сили. Во моментов не е јасно кога биле погребани телата и како биле идентификувани. Вкупно 365 тела се пронајдени во 19 масовни гробници на борци од шиитските милиции поврзани со Иран, кои учествувале во офанзивата на Исламска држава за освојување на Баиџи. На сајтот Wikileaks се објавени приватни мејлови на директорот на ЦИА Џон Бренон. Материјалите веројатно се добиени од хакери кои за американскиот весник Нью Йорк Пост се представиле како ученици од средно училиште кои се противат на американската надворешна политика. Хакерот наводно се представил како работник на компанијата за телекомуникации Верзион и со измама од друг работник ги иззел личните податоци од Бренон. Меѓу објавените документи е барањето за безбедносна проверка која Бренан ја поднел при аплицирањето за советник за борба против тероризмот во Белата куќа. Сите документи се од периодот пред 2009 година кога се вработил во Белата куќа. Екипите на Вардар, Шкендија и Работнички остварија нови победи и со сигурност чекорат кон самата завршница на Купот на Македонија. Пласман во четвртфиналето изброија уште Македонија, Ѓорче Петров, Турново Силекс, Младост, Царев Двор и Брегалница. Иако вчерашниот резултат беше во корист на Шкупи, сепак Брегалница во првиот надпревар победи со 2:0, што значи дека одат понатаму во четвртфиналето од Купот на Македонија. Реманш осми на финалните надпревари од Купот на Македонија донесоа навистина возбудливи надпревари со голем број на погодоци. Вардар повторно славеше над Пелистер, сега со 0:2, додека Шкендија изброја до 5 против Металург. Работнички пак повторно со 4:0 триумфираше над Гостивар, а највеќе погодоци имаше на средбата Младост во Зрими, каде што беа видени 6 гола.
Уште една македонска репрезентација гордо ќе ја представува државата на светско првенство. Овој пат тоа е во еден од најзабавните спортски игри – боулинг, односно куглање. Репрезентацијата која се составува во моментов на турнирско надпреварување ќе стои под државното знаме во Лас Вегас, каде од 13 до 20 ноември ќе се одржи 51-то светско првенство во боулинг. Пријавувањето е отворено за сите заинтересирани и ќе трае се до 29 октомври, за кога е предвидено големото финале на кое ќе се одбере првата македонска репрезентација во боулинг. Интересот е навистина голем, а интересно е тоа што на турнирот учествуваат луѓе од различни генерации, со и без искуство во боулинг. Пријавувањето е се уште отворено за сите во машка и женска конкуренција. Пријавувањето за турнирското надпреварување на кое се одбира репрезентација е во тек и се одвива во боулинг клубот во Скопје Сити Мол. Ова е се за денес. Во продолжение следува временска прогноза. Екипата на Канал Плюс ви посакува пријатен продолжен викенд.